Ке разговарам со директорот на секторот за наплата Зоран Недевски. Зоран, иако од вчера во градот Скопје е облачно, врнежливо, обилно врнежливо, може би овие неколку дена ќе биде намалена потрошувачката, но досега сепак според вашите информации е зголемена потрошувачката на вода. Дали сум во право? Добро утро најнапред и од мене до вас, до вашата телевизија и до гледачите на вашата телевизија. Убаво потенцировте и кажавте, иако овие 2 дена, вчера и денеска, некако температурите одат во прилог на предпријатиево. Ние сепак, меѓутоа од друга гледна точка, па секторот канализација беше ангажиран, дежурно-информативниот центар беше ангажиран вчера во попладневните часови, скопјани да не се соочат со други непријатности во овој период. Во изминатиот период од месец и половина веќе, јавното предпријатие Водовод канализација со надчовечки напори е ангажирано да изврши снабдување со вода за пиење до секој дом и до секој корисник на нашите услуги. За таа цел, значи, системот постојано се надополнува со 5 до 6 бунари. Значи, ако ви кажам дека во изминативе месеци и половина, 45 до 50 дена, ние буквално испорачуваме околу 350.000 метри кубни вода на дневно ниво, што е некаде од 650 до 700 литра на глава кожител. Би искористил можноста овдека да потенцирам за рационално користење на водата. Сепак водата да ја користиме за она за што е основната намена. Нели, водата е за пиење. Да заборавиме непотребни користења, значи, на водата за полевање на поголеми површини, за перење на автомобили, за полевање на бавчи, нелегални приклучоци. Значи, сите овие работи допринесуваат за нестабилност во самиот систем. Рационално апелот се уште трае, меѓутоа како до определени корисници да не допира, меѓутоа дали Скопје веќе треба и јавното предпријатие и скопјани да размислуваат за користење на техничка вода, односно за други алтернативи, да не ја користиме водата за пиење за сите нами. Убаво кажавте, значи, климатските промени во изминатиот период на глобално ниво предизвикуваат, значи, недостаток на питка вода и во овој делокруг не сме и ние имуни, значи, на сето ова. Самата количина на вода во извориштата Рашче 1 и 2 се намалува во овој период, токму поради тие климатски промени, бидејќи ние со години немаме видено снег во Скопје, имаме се помалку дождливи денови, сите тие придонесуваат за каптирање на водата која што скопјани утре или во иднина би требало да ја користат. Значи, користењето на технолошката вода мораме длабоко да размислуваме, значи убаво да седнеме и да размислиме, да се направат убави стратегии. Во иднина питката вода најнапред да не се користи за полевање. Значи, на зеленилото, на бавчите, на нивите, затоа што питката вода е сепак питка вода. Никаде во свет не се користи таа вода за полевање. Втора работа, големата индустрија, значи, би требале да се насочат кон користење на таа технолошка, односно бунарска вода, односно дел од процесите кои што трпат да се прилагодат на користење на таквата вода. Пералните исто така можат да ја користат буквално бунарската технолошката вода. Ние имаме во Скопје една придобивка што Скопје е распространет и има околу 3 реки. Значи, самото тоа, сите тие населени места кои што гравитираат покрај реките, буквално технолошката вода, бунарската вода ја имаат на дофат на рака. Само треба
да ја искористат и да го намалат користењето на питката вода со цел да ја имаме корисниците и граѓаните на градот Скопје и да ја користиме за основната намена за која што е водата. Во градот, бидејќи сепак е потрошувачката најголема во градот, ве прашувам за користење таа технолошка вода. Скапа ли инвестиција доколку навистина се направи да се спроведе за буквално имаме многу перални за автомобили и сега да не ги редам сите тие што навистина треба да користат таква вода. Скапа ли инвестиција е тоа? Па може би инвестицијата би била еднократно поскапа, меѓутоа би имала повратен ефект за определен интервал, бидејќи кај тие корисници не би се наплаќала испорачаната вода, туку само одведувањето на таа вода во нашиот каналски систем. Значи сепак вие и како стручно лице навистина наведувате дека иднината за градот, ако сакаме да имаме вода, мораме да се насочиме да размислуваме стратешки, да се приклучи и да вистина да имаме и технолошка вода, затоа што ова лето покажа искуствата дека енормното количество на трошење на оваа вода може да доведе во колапс. Да, баш како што кажавте, значи се уште не сме доведени во колапс, се уште ви реков 24 часа сме присутни на терен. Се со цел граѓаните да добијат квалитетна услуга. Се случуваше во некои моменти од денот, значи да имаме смален притисок во повисоките делови, меѓутоа и тоа го надминувавме и за тоа значи надчовечки напори се дава за да се обезбеди снабдувањето со вода. Имаше во некои делови, некои населби висококатници и да немаат вода. Значи смален беше притисокот, не е дека нема, меѓутоа беше намален притисокот и јас велам и повторно ќе потенцирам. Значи во поплодневните часови кога ќе се прибереме дома, рете да се одмориме од нашите завршени работни задачи, а не да ги земиме цревата и да се заборавиме што треба да направиме со цревата, и не се само цревата во прашање, туку се и нелегалните приклучици, тука се и полевањата на зеленилото, тука се и полевањата на бавчите, перењето на автомобили. Значи сите овие работи можеме да ги одложиме за нешто понатаму. Јас би сакал да потенцирам дека да не треба да се опуштаме, летото далеку ни е од завршено. Значи наредната недела веќе не очекува уште еден бран од над 40 степени. Така да ги замолувам скопјани да не се доведуваме во состојба да немаме вода, да ја користиме рационално водата. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Ќе бидеме постојано на терен, ќе доаѓаме кај вас се со единствена цел да ги информираме граѓаните за актуелната состојба и за се оно што се тековни активности во јавното претпријатие Водовод. Секако ние сме на располагање. Ви благодарам.